Почитувани представници на медиумите, Општина Кисела Вода по трет пат оваа година издава еден мал запис на оно што представува наша активност во текот на изминатата година. Оваа година го насловивме местните заедници со суштината на локалната самоуправа. Во ова наша брошура известуваме за сите активности кои што Општина Кисела Вода ги превзема во текот на 2011 година и баш и насловот го одразува како ние работиме како општина. Значи, наша појдовна основа е контактот со граѓаните преку местните заедници. Општина Кисела Вода има 14 местни заедници, 9 урбани и 5 рурални. Соработката оди на таков начин што ние во текот на годината најмалку 4 пати со секоја местна заедница имаме контакт или во текот на годината имаме близу 60 средби со граѓаните, каде што директно од нив црпиме идеи, иницијативи, нивни аспекти на согледување на проблемите во општината, а од таму произлегуваат нашите активности како проекти, програми, усвоени и во буџетот и како програмска основа, и од тука излегуваат сите превземени активности во делот на општинската администрација. Се разбира усвоени преку Советот. Оно што за нас е како бројки важно и за вас се разбира, Општина Кисела во текот на 2011 година изведе 60 инфраструктурни проекти. Асфалтиравме над 4,5 километри асфалтна мрежа, улици. Најважните речеме како Вера Јоцич, магистрална улица во Кисела Вода или Малешевска во населба Драчево. Потоа поплочивме многу улици со павер елементи. Ние имаме кракови улици на Сава Ковачевич или на Саса, каде што од 80-70 стотина метри, кај што ги поплочивме со павер елементи во должина од над, односно беа вградени над 6000 метри квадратни бехатон плочки. Исто така продолжиме со активностите во делот на јавни паркиралишта. Познато дека Кисела Вода е општина која што е омеѓена со падините на водно и железничката пруга многу е тесна, но и понатаму продолжуваме со изградба на јавни паркиралишта. Кај на зонско паркирање нема. Меѓутоа јавните паркиралишта се нужност за голем број на колективни стамбени згради, особено во потегот Цветан Димов, Расадник, 11 октомври, и изградивме над 1600 метри квадратни метри јавни паркиралишта. Ја реконструиравме целосно во должина од над 2 километри трим патеката 11 октомври. Изградивме еден парк, тоа е паркот Македонија во Расадник, и во градба се два парка, Цибус 1 и Цибус 2, во делот Цветан Димов и 11 октомври, и направивме еден мини плоштад во село Драчево, кој што представува гордо за тоа населено место. Во делот на она што е наша главна активност, ние сме познати како општина која што има голем број на дивоградби, значи некаде околу 13.000, и голем дел од нашата активност поминува под земја и не е видлива за медиумите. Продолжиме со изградбата на фекалната мрежа во населба Драчево, во село Драчево и подстаница, која што опфаќа граѓани во бројност над 30.000 жители. И до сега изградивме некаде околу 6 километри во текот на изминатите 2 години. Во 2011 година продолживме со таа активност и изградивме над 2,5 километри фекална мрежа, секундарна мрежа, и со тоа ќе продолжиме. Очекуваме во текот на 2012 година целосно дводеценискиот напор на граѓанството од Кисела Вода да се прими таа канализација на над 30.000 жители, да биде завршена, и очекуваме тоа да биде сторено на задоволство на сите граѓани на Кисела Вода. Оно што е особено важно за граѓаните на нашата општина е проектот, капитален проект преку Светска банка, кој што го завршивме на улицата Мариовска. Тоа е собирање на отпадните води на планината Водно. Тие отпадни води во децениите пред нас беа регулирани со еден опшивен канал, кој што ги собира отпадните води во делот на Пржино, Црниче, Стара Кисела Вода и ги носи во Усијанскиот канал. Меѓутоа, заради огромен број дивоградби, тој канал е затворен, така што ние моравме да пристапиме кон еден проект вреден 350.000 евра. Преку Светска банка го реализиравме во текот на 2011 година со 6 решетки и се надеваме дека поплавите на улиците Димо Хаџидимов и Ѓорѓе Димитров се минато и граѓаните ќе имаат пристојни услови за живење. Исто така во делот на подземното работење
преземавме активности каде што со водовод и канализација направивме водоводна мрежа на 5 улици во населбата Цветан Димов во должина од над 2,5 километра. Тоа се улиците Сединова, Балканска, Жил Верн, Трпестојановски и уште неколку мали улички во делот на населбата Црнич, Ениже Вардарска, Христо Узунов и Чедомир Кантарджиев. Во текот на работењето се постави и нови 14 линии за улично осветление низ целата општина и покрај редовното одржување, а исто така ние сме познати како општина која што голем дел од населението живее во, би рекол, и диви градби, меѓутоа диви градби на посебни услови на лизгав терен, значи на клизишта, особено на падините на водно, и тука имавме активности на неколку подпорни зида во должина 43 метра и висина од 3,70 метра. Исто така еден голем деценијски проблем за граѓаните спој помеѓу населбата Драчево и село Драчево, тоа е мостот на Мала Рада, кој што во текот на 2011 година го завршивме. Должината на мостот е 22 метра и тој овозможува покрај оној главен мост што го поврзува кисела вода на регионалниот пат со општина Студеничани. Овој мост ја поврзува населбата кисела вода со дел од село Драчево. И на крај, ние се уште сме општина на која што има отворени канали од типот месопотамски тип, тоа се Усијанскиот канал и каналот Мала Рада, и ние во текот на нашите активности против поплави и загадување преземавме регуларно чистење на овие два канала и во текот на 2011 година, тоа ќе го сториме и во 2012 година. Би сакал да најавам оно што е клучно за нашето работење во оваа година, бидејќи покрај отчетот треба да има и најава за оно што ќе го работиме во 2012 година. Клучни се двата проекта од Светска банка. Едниот е проект за водовод во населбата Пинтија. Тоа е проект кој што треба да овозможи еден огромен потенцијал за развој на тоа населено место. Би требало да биде тоа најатрактивно место за живење, особено после новиот детален урбанички план за фабриката Охис. Тој водовод е во должина 10 км и се изведува како проект на Светска банка во висина од 750.000 евра. И другиот проект исто така преку Светска банка, атмосферската канализација, нашата Венеција, 11 октомври Бараки, да го претвориме во едно место кое што е под нивото, половина метра под нивото на Првомајска. Го решаваме проблемот на перманентните поплави, исто така со проект од Светска банка вреден некаде околу 600.000 евра. За она што кажав дека е клучно за нас местните заедници, што представува, би рекол, основниот елемент на работа на кисела вода, планираме изградба на местна заедница со наши средства во населбата Пржино и во населбата Црниче. Во населбата Пржино, бидејќи е земјишто на Република Македонија, тоа ќе оди без проблеми. Во населбата Црниче, бидејќи е вратено со денатализација, преговараме со имателите на тој имот. Ќе продолжиме нормално со разубавување нашата општина. За нас е многу важна елиминацијата на сообраќајниот метеж. Булеварот Србија се направи на крајот на 2010, почеток на 2011 година. Сега е ред на булеварот Првомајска заедно со градот Скопје. Во текот на идната недела ќе биде дадено одобрение за почеток на работа на тој булевар во должина некаде околу 3,2 км и тој ќе биде од потекот старата рампа до улицата Народни херои и од потекот на булевар Србија до влезот на Охис, до првиот влез во Охис. Тоа се неколку клучни работи кои што не очекуваат во 2011 година. Нашата соработка со амбасадите во Република Македонија допринесе до тоа да ние на 19 у понеделник доаѓа кинеска делегација која што ни одобри грант од 3 милиона евра за изградба на комплетно ново училиште со спортска сала. Тоа училиштето, основно училиште Рајко Жензифов во населба Драчево, каде што очекуваме да добиеме од кинезите рок кога треба да го оној монтажен тип на училиште граден 64-65 година дислоцираме, да обезбедиме рамна површина, така што нивната проектна единица која што ќе остане 20 дена во Република Македонија ќе го направи проектот и некаде од јули месец ќе почне со изградба на тоа училиште. Изградбата треба да трае цела година, но ќе добиеме едно училиште кое ќе биде символ на македонското кинеско пријателство. Тоа е вака во главном она што не очекува во текот на 2012 година. Ќе има и многу други содржини, парк на бранителите,
6 момчиња кои што загина за слободата на Македонија 2001 година, разубавување на хортикултурно разубавување на делови од зелените површини во кисела вода и ред други активности за кои што ќе бидете навреме информирани. Ви благодарам.